Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на информативната емисија ТВ Објектив. Редовно го подготвуваме за информирање на граѓаните со проверена, точна и навремена информација за се она што е актуелно во општините од Вардарскиот регион. Така ќе биде и во овој ТВ Објектив, кој го посветуваме на работењето на јавното претпријатие Комуналец Кавадарци. 2025 година беше една од клучните години за работењето на јавното претпријатие во поглед на подобрување на услугите кои што ги пружи кон граѓаните, многу бројни инвестиции кои што го подобрија и квалитетот на самите услуги. За ова и финансиското работење на претпријатието во наредните минути ќе говориме со директорот Гоце Ангелевски. Бидете со нас. Директоре, благодарам што прифативте да бидете дел од овој ТВ Објектив. Ви благодарам и на вас за вашето присуство. Реков, 2025 е значајна во работењето на јавното претпријатие Комуналец од повеќе аспекти. Се извршија доста реконструкции на водоводната, на канализационата мрежа, доста инвестиции, модернизација на возниот парк, на опремата со која што ги пружите услугите. Како ја оценувате оваа 2025 и што беше инвестирано и сработено во јавното претпријатие, а е на очиглед на јавноста и услугите кои што ги добиваат граѓаните? Токму така, јавното претпријатие Комуналец во 2025 година изврши многу реконструкции, многу инвестиции, многу модернизирани механизација од најнов тип кои што ги гледаме секојдневно на нашите улици, услугите ги покачивме на повисоко ниво, се со цел да ја добиеме и да и онака стекнатата поддршка од граѓаните, да биде на уште повисоко ниво и со тоа мислам дека ја оправдуваме во целост довербата. Јас можам да набројувам многу работи кои што ги сработивме минатата година, меѓутоа во интерес на времето сакам да ги издвојам неколку работи, неколку реконструкции, ќе опфатиме од повеќе сегменти, од повеќе сектори, така да мислам дека најдобро е првично, секогаш почнуваме со најдинамичните, со водовод и канализација и покрај тоа што имавме силна динамика за работа, силна динамика која што ја предвидивме на крајот од 2024 година во координација и консултација со општината Кавадарци по барање на местните и урбаните заедници, ние со самиот почеток на 2025 година, таа цел која што ни беше зацртана да ја изработиме до 31.12.2025 година, ја завршивме со почетокот на месец септември, каде што во целост некои работи ги завршивме, потоа имаше мали корекции, козметики и така натаму, меѓутоа она главната содржина која што беше на самите реконструкции ја завршивме до почетокот на месец септември. Потоа повторно продолживме со работа со динамика врз основа на дневните потреби, врз основа на нови барања од страна на граѓаните, врз основа на нови барања од страна на општина Кавадарци. Мислам дека буквално 12 месеци бевме на располагање и на општината и на самите граѓани. Извршивме многу реконструкции, јас само ќе ги набројам неколку позначајни кои што беа со поголема динамика. Знаете, вие во делот на водата и канализацијата секој метар е од исклучителна важност, меѓутоа оние кои што имавме подолготрајни барања и повеќе годишни барања од страна на граѓаните, кај што имаше буквално поголеми при елементарни непогоди, поплави на нивните подруби, поплави на нивните приземни и први катови. Извршивме таму, ни беше целта да извршиме една интервенција и мислам дека тој проблем таму го решивме, како што е улицата 16 јуни. Таа улица во еден дел од околу 10 куќи при сите поголеми дождови имаше поплави на нивните куќи, тоа е од долната страна на улицата, и по долгогодишно барање од страна на тие жители ние извршивме таму околу 160 метра санација, направивме нова атмосферска канализација, ја одвоивме фекалната од атмосферската, нели нормално, и со самото тоа се реши тој еден голем проблем кој што ги мачеше жителите на оваа улица од местната заедница Слога. Потоа отидовме неколку улици погоре на 11-та бригада и таму во втората половина од таа улица имаше неколку куќи исто така при овие поголеми дождови, имаше поплави во нивните куќи. Знаете, потоа секогаш ни интервениравме со нашите служби за интервенција во однос на тие
тие поплави и таму извршивме околу 200 метра фекална и атмосферска канализација, потоа санирање на ровот и мислам дека таму завршивме голема работа на тие жители, дека таму трајно го решивме проблемот со тие атмосферски влијание. Потоа завршивме на улица 12 Другари во Ватоша, таму имавме и фекална канализација и водоводна линија променивме. Потоа на улицата Авала околу 150 метра нова водоводна линија, односно реконструкција на старата водоводна линија со комплет приклучоци од левата и од десна страна. Потоа нели ја вративме улицата во првобитна состојба со оние коцки бекатон кои што ги имаше. Па потоа имавме еден голем проект, го работевме на улицата, тоа е од спојот на улица Елпида Караманли со новото музичко училиште. Пуштивме атмосферска канализација, фекална канализација, спрема старата болница, односно брза помош, ги опфативме оние објекти кои што се градинката, ресторанот Фантази и новиот објект кој што моментално се гради за лица со телесна попреченост. На еден дел таму сменивме и водоводна линија, меѓутоа поставивме во тој дел на таа улица, знаете, кај брза помош, атмосферска канализација. При сите поголеми дождови, знаете дека таму водата лежеше и таму имате градинка, имате микробиологија, имате брза помош, а вие не можете да пристапите за тоа што таму се правеше буквално како мали езерца на таа улица. Таму го решивме тој проблем со поставување на атмосферска канализација, че имаме и подобар пристап за перење на таа улица, че можеме постојано да периме, бидејќи сега има истек за водата и мислам дека во делот на градското подрачје извршивме и многу други реконструкции, само што овие се неколку побитни. Сакам да напоменам дека извршивме реконструкција на 250 метра на водоводна линија во село Сопот. Тоа е на влезот од селото, тие околу 20 на куќи. Мислам дека само тие беа кои што има вода, кои што била вода од стари развесни цевки. По барање, долгогодишно барање на жителите на село Сопот, ние ја извршивме и таа реконструкција, околу 250 метри нова линија, старата ја исклучивме, нови приклучоци, сега буквално цело село има една вода за пиење како што заслужуваат. Сите овие активности, директоре, се во континуитет и годините наназад, пред 2025-2024 исто се работеше. Кавадарчани, жителите на општина Кавадарци, пијат ли уште вода од азбестно-цементни цевки или комплетно мрежата е финализирана и е направена со онаа технологија која што е карактеристична за 21 век? 90% од главните канализациони, односно водоводни линии се променети во општина Кавадарци, така да граѓаните пијат квалитетна вода. Има многу малку споредни улици каде што во наредниот период ќе ги извршиме тие промени, ќе ги направиме тие реконструкции, меѓутоа мислам дека како никаде во Македонија Кавадарци пие квалитетна добра вода со добра инфраструктура поставена. Полиетиленски и ПВЦ, односно пластични цевки, некаде се и дуктилни цевки и тие се исто со добар квалитет. Значи, нас ни е битно да имаме онаа вода која што е квалитетна од лукар која што ја добиваме, да ја пренесеме до секој дом во таква добра состојба. Доаѓа високи температури, меѓутоа кавадарчани не осетија рестрикции на вода. Кавадарци повеќе години не осеќаат рестрикции на вода. Тоа е поради неколку работи. Првата работа е имаме дополнителен водовод кој што го користиме во најтоплите денови, во летниот период. Таму користиме околу 50 на литри во секунда. Меѓутоа, друга работа имаме што имаме добра инфраструктура на подземни инсталации, на водоводни линии и имаме добро зонирање на градот. Односно, ни функционира SCADA системот кој што 5-6 пати до 10 пати во текот на годината знае да затаи, затоа некогаш во некои повисоки делови од градот може да снема притисок или на највисоките да снема вода, меѓутоа тоа не е повеќе од час-два. Додека се рестартира скадата, додека дојде интернет, додека ако немало електрична енергија да се напои тој вентил систем со електрична енергија, мислам дека тука имаме добра и
структура и подлога каде што можеме да се пофалиме дека буквално Кавадарци и покрај оние нови приклучоци, и покрај оној развој на градот кој што го имаме на секаден, не оставаме повеќе од час до два без вода. Затоа тука морам да ги пофалам и работниците кои што ете и сами сте сведоци дека неколку пати во 12 во 1 часот на полноќ вршеле големи интервенции, големи поправки од страна на дефекти. Знаете дека може да се дешаваат дефекти, голема водоводна линија на 300 км имате линии вие, каде што се со цел да граѓаните утре дента имат вода, нели, за основните потреби, работели на полноќ и до утрените утрински часови. Самите граѓани се сведоци, тоа е една динамика, една работа, една начин на дисциплина за да викнете вие некој во 11, во 12 час и машини за работа, и водоинсталатори, и работници, и стручни луѓе кои што треба да го надгледуваат сето тоа, мислам дека е една силна работна дисциплина која што нема никаде во Македонија. Во делот на инвестициите ќе споменеме и она што значи модернизација на водомерите, на броилата, проект кој што веќе се реализира, се најавува нели целосно дигитализација на отчитувањето на потрошената вода. Како се реализира овој проект? Овој проект беше на повик од Министерството за животна средина. Таму добивме околу 2000 водомери и нивна беше буквално цела и од монтажа до набавка нели на овие водомери. Врз основа на претходни проценки од страна на службите во јавното претпријатие Комуналец и општина Кавадарци како апликант во овој проект, се одлучи на некои локации да бидат заменети старите водомери со нови водомери, каде што во моментот имаме 2000 водомери на далечинско отчитување по програмата односно проектот од Министерството за животна средина и претходно ние инсталиравме по друг проект, тоа е преку Германскиот институт за техничка соработа, уште 400 водомери на далечинско отчитување, односно дигитални водомери, каде што околу 2400 до 2500 водомери од вкупно 12000 водомери веќе во градот се заменети со дигитално отчитување, односно отчитување од далечина и она што е за нас нели главно мото дека сакаме сите водомери за да ги отчитуваме од далечинско поради повеќе практични причини, поради нели да ја зачувате интимата кај секој оној кај што има поставено водомер, затоа што многу е непријатно вие да му влегувате во самите тоалети, во самите кујни и така натаму секој каде што му е во самата куќа или во самиот стан поставен водомерот. Ние тенденцијата за да ги промениме сите водомери е јасно кажано и во самата програма на градоначалникот за локалните избори 2025 дека ние во наредниот период ќе се трудиме да ги смениме сите водомери. Имаме тука некои проблеми поради тоа што водомерите се нели собственост на граѓаните, се надевам дека и тој проблем ќе го решиме или преку донации, или од животна средина, или преку фонд за води, или преку други повици внатрешни или надворешни, ние ќе се трудиме постојано да даваме главен акцент на сета ова динамика на промена на водомерите, затоа што преку оваа промена на водомерите ние точно во момент знаеме колку вода се троши и каде ни се загубите на вода и дали имаме загуби на вода. Значи тука имаме точно милиметарски прецизна секоја капка вода нас ќе ни биде измерена и ќе ни биде реално прикажана каде и колку се троши количината на вода. Затоа што ви реков, градот премногу се развива, поставивме водомери набрушени и сите викендици околу Тиквешкото езеро, Ресавски залив и така натаму. Ете, горе на Витачево, долу на сега ќе почнеме со 400 водомери за краток период во Мокриште и 12 деца. Со овој проектот што е исто од Министерството за животна средина кој што го работи општина Кавадарци за водовод и канализација на таа населба. Секден се шириме, по сите села стануваат активни, имате постојано жители секаден се троши водата и најдобро е да се отчитува таа вода со водомер од далечинско, затоа што знаеме дека на викендиците некогаш и пристапот до самиот водомер е малце потежок во зависност од тоа колку имате луѓе таму, кога немате. Тенденцијата се надевам дека ќе истераме до крај и дека во наредниот период сите водомери во општина Кавадарци ќе бидат заменети со дигитални водомери на далечинско отчитување.
Говориме за инвестициите за модернизацијата, мораме да споменеме дека како никогаш досега јавното предпријатие Комуналец се модернизира и во делот на возниот парк, во делот на механизацијата со која што ги работи сите овие активности. Што се набави 2025 од страна на механизација и возила кои што се потребни за работење? Така, во 2025 година добивме две мали автоџубрарки од Вардарски плански регион и општина Кавадарци. Го набавивме цистерна, која што гледаме по улиците дека е доста од корист, доста модерна цистерна за перење на улиците, со која што го подигаме нивото на хигиена на повисоко ниво. Потоа крајот на 24 декември месец ги набавивме и оние 3 метларки кои што ги имаме од страна на компанијата Брако и крајот на 24 година го набавивме оној специјално возило Унимо кој што ни користи летниот период, знаете какво мулчирање имавме на патишта низ општина Кавадарци, а зимскиот период го користиме како зимска служба за чистење на снег и солење. Ова е само еден мал дел од она што го набавивме во изминатите 3 години. Набавивме, јавното предпријатие има речиси набавено 20 возила. И тоа имаме 4 автоџубрарки, 2 комбинирани возила, едно патничко возило, имаме 2 електрични метларки, имаме цистерна, како што кажав, имаме скип и ровокопач, имаме 3 теренски возила, имаме едно комби, така да постојано возниот парк мора да се обновува за да ви услугите ги пружите на највисоко ниво. Знаете дека вие треба да се сервисират и редовно да се одржуваат и оние старите возила кои што од година во година се во се поодминати години и се повеќе дефектажа, меѓутоа со таа амортизација, со добро одржување мислам дека сме на едно високо ниво и дека сега за сега добро стоиме со услугите кои што ги даваме на самите граѓани. Значи имаме доволно механизација за действување на се што е потребно во општина Кавадарци. Да, досега се покажавме дека имаме доволно механизација, дека за тоа имаме јавно признание од страна на други релевантни надворешни институции кои што кажуваат дека ние услугите кои што ги вршиме во Кавадарци се на многу високо ниво, затоа што Кавадарци под територија втора во Македонија, ние изнесуваме ѓубре од примерот Подкожовието, каде што и пак таму се субвенционирани сите тие викендици кои што ги користат нашите граѓани. Ние за да отидете до таму и да се вратите, сигурно дека немате економска оправдана исплатливост, меѓутоа пак затоа од наша страна оние приходи кои што ги собираме од граѓаните, од центарот на градот, од секој дел од градот ни овозможува да и со онаа субвенција која што дава општина, меѓутоа и со нашите останати начини на функционирање да го прибериме целото ѓубре, целиот смет од страна на Подкожовието, викенд населбите околу Тиквешко езеро, 12 другари, Боклишки и така натаму. И не се формираат диви депонии кои што се нормално, бидејќи вие имате постојана активност на тој дел од општината, не дозволувате да се формираат тие диви депонии кои што знаеме дека порано ги имаше на секој ќош. Мислам дека и свеста на народот е малце на едно повисоко ниво и дека во овој момент од страна на хигиената во делот на износот на смет стоиме добро. Знаете дека почнавме и со селекција на отпадот на хартијата, гледаме дека граѓаните се навикнуваат веќе оние кафези, контейнери кои што ги имаме поставено на околу 25-30 локации низ центарот на градот постојано се користат, се полнат тие, па се празнат. Мислам дека почнувањето за селекција на отпадот, за свеста кај народ за селекција на отпадот е веќе на едно повисоко ниво и влегуваме спремни во на втора фаза за целосна селекција на отпадот, хартија, пластика и така натаму. Мислам дека општина Кавадарци е спремна да ги прифати овие нови текови, овие нови времења кои што ни доаѓаат за селекција на отпад, за поголема свест и така натаму. Кога сме кај свеста, во текот на зимските месеци, кога се затоплуваат домовите со дрва, многу често се случуваше пепелта да се фрла во контейнерите, па да дојде до палење на тие контейнери. Дали тие навики се менуваат, дали имаме вакви се уште појави или тоа е веќе сведено на некој број кој што не е и за некое посебно внимание? Изолирани случаеви се ги има. Ние имаме поставено над 35 локации такви метални канти.
Изолирани случаи се не се како во минатото, што буквално секој ден се палеа контейнери, сега имаме во овие 2 месеца дали 2 контейнери запалени и повторно апелирам каде што фали контейнер од оние метални да се повика, да се дојде во јавното предпријатие, можеме да им дадеме од тие стари канти што беа, се со цел оние контейнери кои што ги имаме сега, набавивме и пластични контейнери кои што се лесно запаливи да се ги чуваме. Тие се за нас. Тие се за граѓаните. Гледате колку убаво изгледа со тие контейнери во градот. Ние сега ќе набавиме, мислам дека околу 100 контейнери, така да цел дел центарот и околу центарот на градот ќе биде покриен буквално со такви контейнери. Центарот на градот е и со мрежа на подземни контейнери. Како функционира овој систем? Се покажа ли во пракса дека е добар кога е во прашање централното подрачје? Тие се покажаа многу добри подземни контейнери, каде што граѓаните и таму имаат навика, нели, имаат три контейнери се долу со можност за селекција на отпадот. Ние како јавно предпријатие знаете дека имаме посебни возила кои што ги подкреваат тие контейнери, кои што ги подигаат и кои што го собираат сметот од тие контейнери. Премногу се добри, не зафаќаат простор и мислам дека сликата и хигиената во градското подрачје се целосно и мислам дека во наредниот период мораме да се стремиме да направиме уште неколку од тие, барем во оние места каде што имате голема фреквенција на луѓе, каде што имате згради, каде што имате скапа инвестиција е тоа. Па и не е баш ефтина. Не е баш ефтина, затоа мораме да одиме чекор по чекор. Говоревме за модернизацијата, за инвестициите, зголемувањето на атмосферската мрежа. Меѓутоа, Комуналец со одлуки на Советот на општина Кавадарци доби и многу други работи кои што беа дел од основните работи на предпријатието, а сето тоа пак дава една друга слика, урбан, модерен град, чист град, на кој што многу кои што доаѓаат овде кај ни се восхитуваат. Меѓутоа, што се работи ЈП Комуналец надвор од тоа што беше пракса да го работи? Знаеме дека ве има и во делот на сообраќајните знаци, и зеленило, и на фудбалски терени. Што се е проширена надлежноста или дејноста на предпријатието? Знаете, во минатото, кога зборите за јавно предпријатие Комуналец, мисля вода, канализација, капелата и пазар. Тие беа дејности, основните дејности со кои што функционираше јавното предпријатие. Меѓутоа, со доаѓањето на Митко Јанчев, тие, за градоначалник на општина Кавадарци, тие надлежности се зголемија многукратно. Некои од оние надлежности кои што сега ние ги имаме по програма кои што ги работиме со општината, во минатото ги работеа надворешни компании, надворешни фирми, затоа што предпријатието не било во состојба да ги работи тие работи, тоа е голем предизвик да го работите и неколкократно било поскапо тоа коштало. Сега со оние средства кои што ни се обезбедени од страна на општината, ние даваме буквално добар сервис спрема општината, кои што го чувствува бенефитот лично граѓаните. Сега некои фирми кои што биле учени да ги земаат тие тендери како сообраќајни знаци и ред други работи, може би му е малце на нив неправда, меѓутоа од страна на општина Кавадарци еден вистински потек, затоа што трошењето на јавните средства е сведено на минимум, тие работи ги врши јавното предпријатие Комуналец, а ефектот е многу поголем. Затоа ние имаме програма за сообраќајни знаци и урбана опрема, имаме локални патишта, полски патишта, поплочување на улици, фудбалски игралишта. Тука само имаме надворешна фирма, се уште додека не влезиме, односно не се остручиме за одржување на фудбалско игралиште. Имате зимска служба која што ние ја одржаваме пред 2 години. Спремни ли сме за оваа сезона? Немаме снег. Еве во јануари имаме баш денес кога го реализираме емисијата 15-16 степени, меѓутоа снегот. Ние уште во ноември месец бевме спремни. На почетокот на ноември месец бевме спремни целосно за утре дента да заврни метар снег. Ние бевме спремни како јавно предпријатие.
Меѓутоа, условите се такви, временските услови се такви, што кога и да заврни снег, ние сме спремни. Можете да видите во самиот двор, механизацијата е тука, набавено имаме солар изла, шоферите се постојано во приправност и останатиот персонал, така да во делот на зимската служба сме спремни. Имаме интервентна програма која што е со општина Кавадарци во делот на водовод и канализација, која што претходно ги даваше тие средства на тендер, тоа е за реконструкција, односно за изведба на нови линии мали, значи кога имате поголеми проекти, тие повторно си имаат нивни надворешни тендери кои што ги распишуваат. Меѓутоа, ние работиме по сите овие програми и по јавно чистота и зеленило. Буџетот на општина Кавадарци спрема јавното предпријатие некогаш 6 милиона денари. Средства кои што ние знаеме да ги искористиме и знаеме како рационално да ги распределиме сите овие средства за да ги вршиме сите овие услуги. Од јавна чистота и зеленило, одржување на зеленило до зимска служба, поправка на сообраќајни знаци, локални патишта, полски патишта и така натаму. Значи во една добра соработка со општина Кавадарци, сите овие услуги кои што ги нудиме се едно на многу високо ниво. За сето ова функционирање, за овие реконструкции, за набавка на возила, потребни се секако и средства. Што се е предвидено за продолжување на овој тренд во делот на модернизацијата, на подобра инфраструктура, за ова 2026 ќе работите ли на вака големи проекти? Ние во делот на водовод и канализација повторно имаме некои динамики и планови кои што повторно ги земавме од граѓаните, од барањето на местните заедници, на урбаните заедници, веќе од самиот почеток на оваа година, веднаш после овие празници, почнуваме со еден голем проект, тоа е реконструкција на фекалниот колектор кај мостот на Северен булевар до преливниот праг кај болницата. Тоа околу 150 метра со цевки фи 1000. Тука имаме проблем со колекторот, знае да се запуши од страна на некои. Таму имаме од другата страна према болницата, имаме дрвја каде што има корењата навлезено во самите цевки и на некогаш тој дел е нефункционален, затоа некогаш знае да дојде до таква непријатна миризба на овој дел. Овој проект ќе го работи лично јавното предпријатие Комуналец. Голем проект кој што беше исто проектот, кога зборуваме за колектори, тука е малку по-специфична и по-тешка состојбата, затоа што... Да, таму не може да работиш одеднаш 2 километри. Да. Димката Габрат улицата ја работеа исто наши вработени со наша стручна служба. Немавме таму помош од страна, од надворешни фирми. И кога можешме тие 500 метра да ги поминеме со ФИ 630 и луѓето од таа улица, после тој колектор, после таа реконструкција, повеќе немаат проблем со овие атмосферски дождови, поплави и така натаму. Го решивме тој проблем и понатаму, идеме чекор понатаму, сега во 26-та го решаваме овој дел кој што ни се јавува како еден проблем во градското подрачје. Потоа имаме, од барање на местни заедници, ќе реконструираме улицата Личка, таму имаме и фекална канализација и вода, имаме улицата Божо Димов, таму имаме фекална канализација, на Смилица и Рајко Жензифов, таму имаме исто барање од жителите, имаме на улица кракот од Доне Попов, минатата година ги реконструиравме два краци, сега имаме од спротивната страна, тие се тесни улици, таму и малце потешка работата, мислам начинот на работа и обемот на работа, меѓутоа по барање мора да одговориме на жителите на таа урбана заедница, затоа што барањата се веќе подолг период. Исто имаме некои заостанати работи позади катастер, булевар Никола Минчев, на Бигла, на Диме Поцев, Ѓорѓи Соколов, исто имаме еден голем проект таму, тие се куќите кај спроти зградите Белка, каде што имаме проблем со канализацијата, таму ќе имаме голема реконструкција и мислам дека сите овие работи кои што ви ги набројав во временскиот рок кој што ни е предвиден во наредниот период, можеби и многу порано ќе бидат завршени. И да напоменеме дека повторно ќе имаме приклучоци од страна на Мокриште, каде што се гради водоводот и сериозен проект. Сериозен проект со вода и канализација на цела една викенд населба која што
Мислам дека по изведбата од страна на изведувачот повторно ни ги предава нас на користење на одржување и тие приклучоци мораме ние да ги спроведиме до секоја куќа, до секоја викендица. Каква е финансиската кондиција на предпријатието? Опозицијата вели дека предпријатието има долгови. На седница на Совет често обвинување на ваша адреса. Еве да отсликаме. Должи ли многу предпријатието или предпријатието е ликвидно и си ги извршува работите согласно потребите? Вака, опозицијата неколку години тоа го зборува дека предпријатието е презадолжено и превработено и дека има големи загуби на вода. И од нив буквално не слушнавме ниту еден друг конструктивен говор и неколку пати за неколку теми, поготово за превработеноста и за делот на загубите на вода, имам елаборирано, објаснувано и со стручни луѓе кои што повеќе од 30 години работат во предпријатието и повеќе на таа тема не планирам да зборувам. Во делот на финансиите, бидејќи се појави на еден вебсайт една информација дека јавното предпријатие должи околу 4,5 милиона евра, сакам тука да проговорам малце. Таа информација дока е некаде не точна, меѓутоа не е во целост така. Што е причината за таа работа? Тоа е затоа што ние како јавно предпријатие од годината 2010 до 2016 година имаме акумулирана некоја добивка од 141 милион 384 денари. Со одлука на Совет, кое што ја имавме и оваа година, како што и претходната и години уназад, тоа мислам дека беше од после ковидот, каде што државата го ограничи буџетот на општината, на општина Кавадарци, да не може да биде поголем од не знам колку проценти. Тогаш општина Кавадарци, за да биде покомотна во проектирање на буџетот, оваа акумулирана добивка, која што е имало јавното предпријатие во изминатите години, со одлука на Совет ја врши како побарување од страна на јавното предпријатие Комуналец. Тоа е, со оваа одлука, тоа се околу 2,5 милиона евра. Значи, ние од 1.1.2026 година 2,5 милиона евра должиме спрема општина Кавадарци, кои што не ги реализираме. Значи, тоа е само книговодствен долг. Книговодствена евиденција е тоа. За вистински средства кои што предпријатието мора да ги. Да. Воопшто не е така. Воопшто не е така. Мислам дека таа работа точно е, затоа реков во еден дел е точно, меѓутоа во целост не е така. Кога ќе отворите вие книговодствено должите, меѓутоа ово е најголемиот проблем. Ако утре се свика седница на Совет и се поништи оваа одлука, ние овој долг ќе падне, ќе се намали. Нормално е дека предпријатието има своји долгови спрема добавувачи. Тие не се повеќе од 50 до 60 милиони денари. Тековно ги сервисираме. Втора работа, ние имаме долгови кои што они ги кажуваат како краткорочни обврски по однос на КЕВ проектот, односно тоа се два проекти, прва и втора фаза, од 5,5-6 милиони денари годишно, кои што ние ги исплаќаме. Тие се до 2036 година, мислам дека рок на исплата има. Со тие два проекти и со тие рати кои што ние ги плаќаме, кои што се реализирале едни од 2012, други од 2017 година, ние врз освен успешна реализација на тие проекти добивме грант од КЕВ банка од 2,5 милиона евра. Така да мислам дека ќе ги земите и тие средства, околу 5 милиона денари годишно, кои што тие ги одржават. Имаме набавка, ви кажав, претходно на 20 нови возила во овој период. Со тоа имате, тие не можете да ги набавите од сопствени средства, мора да земите или лизинг или кредит. И тука се тие околу 20 до 30 милиони денари, кои што ги имаме земено, и на тој начин ние вршиме модернизација на самото јавно предпријатие. А услугите и условите што ги вршиме ги осеќаат граѓаните. Сега, има тука неколку спорни работи, односно прашалници, кои што можеме да ги поставиме. Со овие тековни долгови и обврски, каде се наоѓаме ние,
А каде се наоѓаат останатите јавни предпријатија во Македонија? Значи, многу често велиме ЕП Комуналец Кавадарци е меѓу најдобрите во Македонија. Што велат податоците? Каде се другите предпријатија? Можеме ли да се споредуваме со поголемите градови? Па веќе ви кажа. Скопски водовод должи 55 милиони евра. Таму нема овие акумулирани добивки кои што книговодствено ги да се сервисираат. Водовод Куманово 10 милиони евра. Гостивар 10 милиони евра. Кочани 4 милиона евра. Комунална хигиена Скопје 9 милиони евра, а нема никаква услуга спрема граѓаните на Скопје. Ние, ако имаме вкупно 100 милиона денари долг со кредити, со добавувачи и со останати трошоци, знаеме која услуга ја нудиме на граѓаните. Од друга страна, сакам да потенцирам уште еден факт кој што малце го знаат. По што се гледа успешноста на едно предпријатие? По вредноста на предпријатието. Колку е вас вредноста на предпријатието? Расте ли вредноста на ЕП Комуналец? Целосно. Можем да ви кажем, кога дошол градоначалник Митко Јанчев, било 256 милиона денари вредноста на јавното предпријатие. Во моментот, денес, 550 милиона денари, меѓутоа рачуните на оваа секоја година имате по 35 милиона до 40 милиона денари амортизација, кое што нели ви се одбива од оваа време. Нормално. Значи, ниту едно јавно предпријатие нема ваков силна динамика во делот на вредноста на основните средства. Тоа не само како јавно предпријатие, знаете дека и оние објекти кои што ги гради општина Кавадарци, кои што ќе ви ги предаде нели, дека тие се ваша собственост. Меѓутоа во една заедничка динамика вредноста на предпријатието расте. За само на 1 јануар 23 година било 410 милиона денари вредноста на предпријатието, сега е 550 милиона денари. Значи расте вредноста на предпријатието. Тука е и 5-та мини хидроцентрала. Да. И таа 5-та мини хидроцентрала за една недела ја испрачаме последната рата од кредитот која што имаме и веќе немаме обврски према таа мини хидроцентрала. Значи таа е во наша собственост, се обавува функцијата, целосно акумулира добивка и оние 450 до 500 денари кои што се месечни рати сега остануваат во собственост на јавното предпријатие Комуналец. Затоа велам дека вредноста на средствата и на фирмата мора да растат, а инвестиции се прават исклучиво со покри со грантови, со кредити и со лизинзи, доколку сакате да ја обновите нели механизацијата. Ретко кој е комунално предпријатие, па сега комунална хигиена Скопје ќе набавуваат 50 или 6 камиони автоџубрарки. Како ќе ги земат и од каде пари? Мора да се задолжите да земите одредени механизации. Приватните нормално. Кога се дел на инвестиции. Нормално. Значи се зголемува вредноста на основниот капитал на предпријатието, меѓутоа повторно од опозицијата имате обвинување дека Комуналец ги зголемува цените на износ на смет, на вода. Значи граѓаните се доведени да плаќаат повеќе. Зошто да плаќаат повеќе кога предпријатието е во добра кондиција? Како ќе одговорите на ваквите обвинувања кои што често се присутни од страна на опозицијата? Јас сакам да укажам уште неколку податоци. Во делот на цените ќе направа споредба за износ на смет и за вода. Во Скопје по метар квадратен покриен простор е 3,7 денари. Во Куманово е 4,5 денари, во Струмица за двор имате 2 денари, кај нас е 3,5 денари покриен простор со денар двор. Знаеме овие три градови какви услуги даваат, односно не даваат никакви услуги, а наплаќаат од граѓаните, а знаеме ние со оваа цена какви услуги даваме. Во делот на водата 35 денари метар кубен вода во Скопје, а предпријатието должи 55 милиона евра. Во Куманово 41,5 денари е кубик вода, а знаеме таму 10 милиона евра должен. Во Велес 39 денари, во Битола 36 денари, во Прилеп 41 денари. Ние повторно ја имаме најниската цена. Кавадарци плаќа најниска споредено со. Нормално. Ние Куманово е 41,5. Тука некаде се со Прилеп.
и Велес исто така. Знаеме дека која услуга ја даваат тие, која услуга ја даваме ние. Значи, на оваа цена, вие да ја имате оваа услуга, ова се новите цени кои што ви ги зборувам, коригираните цени. Со овие коригирани цени, А само да одржлива е работата на ЈП Комуналец? во овој ќе биде одржлива и одржлива. Ние ги коригираме и правиме усогласување за да биде одржлива, за да не акумулираме вакви долгови. А тие долгови повторно, доколку се случат, ќе бидат на терет на граѓаните во еден период кога ќе мора да ги расчисти. Нема кој да ви ги плати тие долгови. Тие долгови мора да се ги плати јавното предпријатие или општината. Значи сакате да кажете дека покачувањето е оправдано, се со цел ЈП Комуналец да биде така добро како што е сега, и во квалитет на услугите, и во модернизација, и во се она што значи успешно работи. Покачувањето можем да го кажам дека е усогласување со тековите трошоци кои што сте ги имали во претходниот период и кои што ви следат во иднина. Само еден податок. Платата на скоро исти број вработени, 20, тројца плюс минус тоа нема да го земе. Во 2023 година била 14 милиони денари. Пред 23 беше 11-12. 2024 година 17,3 милиони денари. Значи 3,3 милиони денари ви расте платата само за една година месечно. Тоа се 40 милиона денари годишно. Во 25 година платата насне 19 милиони денари месечно, бруто плата. Во 26 година од март месец предвидуваме дека со новите покачувања ќе оде над 20 милиони денари. И сега имаме, повторно ќе кажам, две работи. Или да го направиме ова усогласување кое што го направивме, минимално, повторно не е кој знае колку, или да испуштиме 50-60 работени и Квадарци да се врати во едно поранешно време каде што не функционираше на овој начин како што функционира сега. Да, тоа значи запоставена хигиена, редовно перење на улици, сврлење на смет. Сите овие вработени, ние немаме превработеност во администрацијата. Можете и самите да видите. Оние повозрастните знаат колку администрација имало во минатото кога ќе дојдеш во јавното предпријатие, по канцеларии се тие, службите се тие, луѓето се тие, некои се промениле, некои отишле во пензија, дошле други. Немаме превработеност. Бројот на вработени е зголемен од пред 2017 до сега, само поради зголемување на ингеренциите од страна на општината по програмите кои што ви ги зборев во изминатиот период. И заради услугата која што ја даваме на едно највисоко ниво. Затоа Кавадарци е и ќе остане најчист и најурбан град во Република Македонија. Цените се коригираат со насоки од регулаторната комисија. Меѓутоа, не е далеко времето кога регулаторната комисија ќе ја утврдува цената на комуналните услуги, како што тоа е случај со струјата, нафтените деривати. Кога може да се очекува тоа? Значи ли тоа дека тогаш пак ќе има и драстични промени од цените? Во овој период регулаторна комисија ја одредува само цената на водата и на канализацијата. Меѓутоа, со новите законски измени, затоа на предпоследната седница на Совет дебатирав со еден советник каде што тој кажуваше некоја си номенклатура или пресметка или правилник за пресметка за утврдување на тарифите на износот на смет, која што се уште не е влезена во законска процедура. Зошто? Затоа што тоа е излезено во службен весник, меѓутоа ќе стапи во сила кога ќе се утврдат подзаконските акти и кога ќе се усогласат правилниците за тој закон. Бидејќи нема подзаконски акти и бидејќи нема правилници, се уште важи старата методологија, односно Советот на општина Кавадарци да ја утврдува цената за износ на смет. Тој правилник е донесен за оние регионални депонии кои што треба да се направат на територијата на Република Македонија. Сега ќе биде прва фаза, мислам дека 99% е готова, тоа е Пелагонискиот регион, таму ќе биде првата регионална депонија, потоа југозападниот период, регион, таму исто е спремна за почеток на овие регионални депонии и потоа веќе 27-28 година сме ние. Тогаш веќе регулаторна комисија ќе ви ја утврдува цената за износ на смет и за транспортот на тој смет од Кавадарци во општина Струмица или Василево, каде ќе биде
регионалната депонија, мислам дека според некои првични сознанија ќе биде во општина Василево. Тогаш имате и селекција на отпадот, кој што ќе се врши и преработка на отпадот, и ред други работи, и транспорт на отпадот. Тогаш виќе цената ќе биде малце повисока. Како ќе најде регулаторна комисија да го избалансира тоа према граѓаните? Тоа останува на нив да видиме. Затоа и ние треба добро да се спремаме како јавно предпријатие повторно нашите услуги кои што ќе бидат спрема граѓаните, повторно износот ќе го правиме ние, да бидат овакви ниски, за да можеме од стартна позиција да одиме со многу пониски цени спрема граѓаните и односно регулаторна комисија, кога ќе ги земе параметрите од страна на јавното предпријатие да бидат пониски, за да може таа цена да биде што е максимално ниска цена. Рековме дека ќе инвестираме и во 2026 ќе се модернизира предпријатието. Да проговориме нешто за централите. Како работат, директор? Задоволни ли сте од тоа со целта на нивното постоење? Централите се веќе, мислам, 30 години, од кога 25-6 години се од кога се изградени. Повторно ќе кажам, благодете на Кавадарци, на општина Кавадарци, на граѓаните на Кавадарци што ги имат тие централи, што се во нивна собственост. Значи ли тоа дека нивното работење на некој начин и калкулира со цената на услугите? Во оние параметри, финансиски показатели кои што ги даваме ние до регулаторна, вклучена и цената на струјата која што имаме, односно приходот од централите. Приходот од централите влегува во таа калкулација во регулаторна комисија и они врз основа на тоа ни даваат ова ниска цена на водата во општина Кавадарци. Добро е што централите од самиот нивни почеток се на јавното предпријатие, не се со јавно-приватно партнерство, не се со одредени други начини на функционирање кои што некогаш биле спремни да се превземат од страна на одредени структури и одредени приватни компании. Добро е што останале на јавното предпријатие на општина Кавадарци. Тие функционираат редовно, ги одржуваме, ги сервисираме, многу мала дефектажа има до сега. На тие 4 хидроцентрали, нели, се догради и 5-та мини хидроцентрала, има простор за уште една минимална со минимален капацитет. Меѓутоа во наредниот период повторно ќе видиме, бидејќи таа од друг тип централа, ќе видиме дали ќе има економска оправданост за таа работа и мислам дека централите се една од поблагородните работи кои што му се случиле на овој град. Проговоривме за повеќе аспекти од работењето на предпријатието. Што ќе порачаме на кавадарчаниве на крај од ова интервју? На жителите на општина Кавадарци можам да им порачам дека јавното предпријатие спрема нив ќе биде услугите кои што ги даваме ќе бидат на уште повисоко ниво. Ќе работиме максимално одговорно. Работените кои што се во јавното предпријатие ќе се потрудиме нивната продуктивност и искористеност на нивната работна сила да биде на уште повисоко ниво. Никогаш нема да ја изневериме нивната доверба која што ја имаме во голем процент добиена од страна на граѓаните, како сигурен нивен партнер и сервис на се она што се дешава околу нив. Водоснабдувањето и понатаму ќе му биде на највисоко ниво, со, речиси, никакви застои за делот на водоснабдувањето, хигиената уште на повисоко ниво, доколку забрани снег, повторна висина задачите, како јавно предпријатие сме спремни сите оние услуги кои што ги добиваме, кои што ги даваме на граѓаните, повторно да ги креваме на се повисоко и повисоко ниво. Јас од нивна страна очекувам исто уште повеќе да биде зголемена свеста, да не се уништуваат она урбана опрема која што имаме низ градот, оние детски игралишта, оние тоалетни кабини каде што ги имаме, сета она друга опрема која што имаме, контейнерите кои што знаеме дека кои што се пластични, да бидат исто и тие да се зачуваат, да си ја зачуваме сама инфраструктурата за тоа што таа е наша. Колку помалку правиме штета, толку ние ќе имаме повеќе средства за нови инвестиции. Верувам во нивната самосвест, во нивната големина, во нивната искреност. Изолирани случаи имало и ќе има, меѓутоа затоа Кавадарци на ова
високо ниво, каде што сме сега и се надевам дека ќе продолжиме со едни силна динамика и со силни чекори во 2026 година. Не споменавме каква е динамиката на наплата на сметките од граѓаните. Ги сервисираат ли граѓаните во добар процент своите обврски? Јавното предпријатие Комуналец има над 90 до 95% наплата од страна на физички лица. Тука исто и од правни лица добра наплатата. Граѓаните редовно се ги сервисираат своите обврски спрема јавното предпријатие Комуналец, знаат дека без нивната уплата ние не можеме да функционираме затоа што сме самофинансирани и им благодарам за тоа. Затоа па и ние во соработка со општина Кавадарци на оние кои што поради одредени причини, лични причини во изминатиот период немале можност да се ги платат навреме своите сметки, им овозможуваме плаќање на рата без камати. Значи, сето тоа е се во интерес да излеземе во пресред на сите категории на граѓани, тука вклучувајќи ги оние субвенционираните социјални случаеви кои што ги субвенционира општина Кавадарци во вредност од 800 денари по семејство, мислам дека се доволно. Ги субвенцира селата од Подкожовието, општина Кавадарци, мислам дека и тука наоѓаме на разбирање и од страна на општината, меѓутоа сме и добро прифатени од страна на имателите на викендици на тој дел. Мислам дека како однос јавно предпријатие, општина и граѓани дека функционираме на едно највисоко ниво и очекувам така да остане во наредниот период. Впрочем, еве на крајот сакам да им ги честитам новогодишните, божичните празници, да останат во добро здравје, добро расположение и со позитивна мисла да чекориме сите заедно во големи успеси во 2026 година. Благодарам, директоре, што ве прифативте да проговориме за плановите, за она што е реализирано. Секако ќе ве следиме и понатаму во работењето, ќе ги информираме граѓаните. Благодарам уште еднаш. Благодарам вас. Тука сме на крајот ТВ Објектив, го посветивме на работењето на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Ви благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатни мигови.